Трајановски, добро вечер. Добро вечер. И во недела интензивна работа. Како секогаш. Да. Денеска го пуштивте во употреба, слушнавме реконструираниот пат од Понов мост до Богданци, синоќа профункционира делницата Подмоле-Охрид. Претходно го пуштивте во употреба реконструираниот пат од Охрид до Светинау. Дали овие забрзани сечења ленти, би рекол, се должат на приближување на локалните избори или нова динамика во работата на јавното предпријатие? Не мислам дека воопшто не е случајот поради локалните избори кои се следуваат оваа година. Туку сето тоа е врз основа на забрзаната динамика која што имавме во изградбата на овие патишта и се поклопи некако во почетокот на летово или во текот на летово. Така да, ако интенсивно работите, мислам дека резултатите доаѓаат сами по себе. Добро, познавачите би рекле кога, ако не во лето, нели? Но се ближи рокот, самите што си го зададовте, почеток на туристичката сезона за пуштање во употреба на автопатот Кичево-Охрид, односно делницата Врбјане-Охрид, да бидеме прецизни. Што значи почеток на туристичката сезона? Имате датум конкретен? Ако мислите на почетокот на пуштање или на датумот на пуштањето на овој пат, кога планираме да го пуштаме, мислам дека е некаде околу 11-12 јули. Тоа ќе биде, како што рековте, од Врбјани до Охрид, со прекин кај Ботун. При што ја би стекнал дека граѓаните или туристите, сите оние што доаѓаат во Охрид или се враќаат од Охрид, ќе можат да возат по нов асфалт од Врбјани до Охрид со прекин кај Ботун. Така. Прекинот кај Ботун е поради тоа што има патот би требало да биде од десната страна на Ботун. Таму има големи косини, големи слечишта кои што треба да се санираат. Таа делница е 40 километри. Колку време би траела таа санација, за да знаеме кога би била барем таа делница готова од тој легендарен, би рекол, автопат? Мислите кај Ботун? Да. Видите, кај Ботун е врзано и со останатите слечишта кои што се кај Кичево. Од Кичево до Врбјани. Така да ние интензивно работиме со граѓанов факултет, работиме со кинезите, се работеа на геоистраги, се правеа околу 6,5 километри бушења за да се добие составот на земјиштето долу на овие слечилишта или на овие косини, бидејќи овие косини во добар дел се и нестабилни, така да овие геоистраги се при крај. Мислам дека на едно 40% се веќе завршени. Врз основа на нив проектантите проектираат модели или типови на заштита и на безбедност на тие косини, на стабилизација на тие косини. Заедно со, утре имаме состанок, заедно со граѓанен факултет, проектанти од Кина, заради тоа што дел проектираат кинеските проектанти, кинеска компанија, а дел проектираат ГИМ, значи Градски институт Македонија, и на сето тоа надзор или ревизија е граѓанен факултет. Утре имаме состанок кој што мислам дека ќе биде клучен и целта е да се одреди еден типски модел. Наверојатно ќе се оди со галерии или полугалерии, барем така, колку што имавме неколку подготвителни состаноци, кажа стручни луѓе кои што се бават со оваа проблематика, за да може овој проблем да речеме да го затвориме. Инаку ова е редок случај во Европа и во градежништвото да имате толков голем број или толкова должина на косини некаде и по 200 метри со дерми, како ги викаат, на одредено растојание имате хоризонтална, па потоа косина, па поново хоризонтална. Тоа е околу 200 метри. Недоволно испитување, затоа правевме дополнителни испитувања на 6,5 километри бушотини во различни места, нели? Онаму кај што ќе одредиле стручните лица и се надевам дека ќе имаме добра стабилизација на тие косини. Колку е тоа растојание што представува тесен јазол, тесно грло на комуникацијата на автопатот? Видите, ако го исклучиме тунелот е готов, меѓутоа уште не е асфалтиран, значи треба да се асфалтира. Тоа не е голем проблем, да се стави електрика и слично. Ако исклучиме тунелот, па би требало да биде околу 10 километри. 10 километри проблематично, добро. Тоа не е единствениот проблем со кој што се соочувате? Има 14, има 14 твака по-проблематични косини, а има околу 20 и неколку косини кои што не се толку проблематични, треба да се заштитуваат и мислам дека тие ќе почнат уште оваа година
во најголем дел да се заштитат. Не се само овие косини проблеми, значи пред известно време видовме дека надвиснатата карпа кај Фариш од експресниот пат градско Дреново е опасност и за луѓето и за инфраструктурата на нејзино уништување, нели? Една одстранувате кај Веле, се одстранивте, но имате ли лоцирано каде се има такви карпи кои што може да бидат толку опасни? Видите, оваа карпа која што е од Дреново до Фариш, значи на таа делница која што е во должина од 10 километри, кога дојдов како директор на ова јавно предпријатие, беше ставен асфалтниот слој, косините беа направени, ми рекоа директоре, ние можеме за релативно кратко да го пуштиме. И кога го прашав надзорниот инженер, а што ќе правиме со овие косини, кои што веднаш од асфалтот, косината почнува со еден голем агол, не наклон, туку голем, кој што е блиску до асфалтот и вели, ако заврне дожд, со оглед на тоа што овде нема камен, не е каменасто, вика целиот кал паѓа на асфалт. Значи на асфалтот и во тој случај вика нема човек кој што ќе може да го исчисти и да биде безбедноста. Дополнително само на две косини, една каши друга, извадивме 27.000 метри кубни земја за да можеме 2 метри лево и десно од асфалтот да добиеме рамна површина и косините да бидат понаклонети. Втор голем проблем беше токму оваа карпа која што според надзорниот инженер има некаде околу 500 метри кубни кои што требаше да се симнат од карпата, а веќе доле имаше завршен стоен асфалт, направен мостот и евентуалното незино симнување. Ако не беше стручно направено, ќе направеше огромни проблеми натаму. И така ни одзема многу време, меѓутоа благодарение на нашата ангажираност како јавно предпријатие државни патишта, Министерството за транспорт и тоа е решено сега? Сега е решено и веќе се прават завршните зафати, да речем, или завршните позиции на тоа и се надевам дека некаде крајот на месецов ќе го пуштиме и ќе ја пуштиме таа делница за среќа, за радост, за задоволство на сите нас, а пред се на Пелепчани, на Бетолчани, на Ресенчани, сите оние кои што патуваат во тој дел на Македонија. Некако во сенка на стратешкиот договор со Британија и плановите за изградба на железница, влегоа коридорите 8 и 10Д, што ги градат Бехтел и Јенка, во вкупна должина од 109 километри. Дали сте задоволни сега со интензитетот на работа и имаат проблеми со што се соочуваат? Видите, јас сум задоволен. Предходно не бевме задоволени, не беа задоволни ниту американците, ниту и турците, тоест Бехтел и Јенка. Со оглед на тоа што договорот беше подпишан 8 март 2023 со клаузула дека во рок од 6 месеци ќе бидат решени имотно-правните односи. 6 месеци беше август месец 2023. Немаше нула. Рок на завршување 5 години. И врз основа на тој рок, американците се мобилизирале, си донеле опрема, си донеле луѓе и нормално тие луѓе си стојат и треба некој да ги плати. И ние си плаќавме заради тоа, плаќаше Република Македонија заради тоа. Кога дојдов јас со интензивно темпо, веќе ние сме испред Бехтел и Јенка секогаш со експроприацијата, не сме кошничари, тој јавно го кажа дека јавното предпријатие и Република Македонија веќе нема кошница за реализација. Така да ги надвинуваме тие проблеми, се оди на проектирање, на дизајн, и ја можам да кажам дека темпото, интензитетот и темпото е веќе добар и мислам дека ќе имаме во, како да речем, во предвидениот рок, можеби со мало задоснување, овој пат ќе биде направен. Имаат ли, господин Трајановски, доволно работници? Некаде 1000 работници лани има, само им недостасуваат, а за завршување работите требаат 4000. И се пожалуваат ли за тоа? Видите, не се пожалиле дека немаат работници, мислам дека наоѓаат работници и дека ќе најдат работници и дека ќе завршиме оваа делница. Да. Ве прашувам затоа што премиерот обелодени дека во моментов со државно финансирање на проекти на општините ќе има околу 1200 градилишта, со другите проекти финансирани од други извори околу 1500 градилишта. Вели реткост. Ако е реткост, како што вели Мицкоски, имаме ли ние капацитет за толку градежни работи во исто време? Мислам дека тоа е еден од големите проблеми.
бидејќи немаме доволен број на компании. Компаниите не се доволно кадровски и кадровски опремени, исто така немаат доволно опрема за сите тие интензивно да работат, меѓутоа најверојатно тие 1500 кои што си имаат своја динамика. И гледајќи динамиката, мислам дека ќе има можност да се доекипираат, ќе имаат можност да вклучат и дополнителни фирми кои што досега поради различни причини се бавеле со градежни работи, меѓутоа поради немање на работа веќе ја промениле дејноста или отидат во дејност која што е блиска до ова, така да можеби да има мал застој, меѓутоа работите ќе бидат завршени. Што очекувате да ви соопштат? Има најавена средба со Стопанската комора и Градежната комора токму за овие проблеми на кои што можат да. Јас би сакал да истакнам дека тие се жалат дека немаат работа, меѓутоа како сега што имаат работа, мислам дека никогаш немале работа. Значи, толку пари има дадено во локалната самоуправа како никогаш до сега од страната на владата на Република Македонија, и сите општини веќе имаат навистина голема градежна активност. Покрај тоа, јавното предпријатие, значи дрвените патишта, исто така имаат голема активност и не би требало да се жалат, туку напротив, треба да се екипираат што повеќе со стручен кадар и со опрема, за да може да ги завршат работите. Малку ќе излезам од темата патишта, меѓутоа како инженер ве прашувам. Што сметате, колку е издржано задолжувањето за изградба на брзата пругата Бановце-Гевгелија, по сите критики што ги слушаме, контрадикторни информации и околу физибилити студијата, крај на проектот Вардарска долина дека повеќе нема да може да се оствари, понатаму каматите што ќе треба да се вратат дека тоа ќе чини баснословно. Што сметате вие? Јас сметам, видите, тоа го водим Институтот за транспорт и врски и вице-премиерот Александар Николовски. Мислам дека најдобро може да одговори на сето ова, бидејќи тоа не е во мојата област. Така. Ова е во област на железницата и јас не би сакал да дадам, како да кажам, да давам оценка за тоа. Меѓутоа можам да кажам дека сепак нас не е многу потребна пруга, особено до Солун и до Белград, меѓутоа тука тоа е транзитирање на таа пруга на, како да речам, за бизнисот, за туризмот и за слично. Пејќи ние сме на таа трансферзала, да речем, која што ги поврзува Европа со Грција, која што, знаеме, Солун е едно од најголемите пристаништа, со кој што Европа, поготово јужниот дел на Европа, се снабдува. Сега, како поранешен градоначалник на Скопје, познат по работливоста, тогаш следното прашање, целосно можете, сметам, да одговорите, ве прашувам, колку е изводлив проектот трамвај, повторно што се враќа на мала голема врата, не знам, од вице-премиерот Николовски. Понатаму со брзиот воз, односно железницата, за која што претходно зборував, дека ќе биде тоа брз градски воз, колку тоа се може да биде рентабилно и функционално во градот Скопје, изводливо пред се за изградба, со оглед на градот се гради ненормално, би рекол, сите страни се зафатени со згради, просторот се стеснува. Видите, ќе почнем од брзиот воз. Да. Тоа замисла од подамна. Тука, значи, од Зелениково до Скопје, од Тетово преку Скопје север до новата железничка станица, меѓутоа тука одумено е дека и патот од Илинден и возот од Илинден до Скопје. Понапред јас се сеќавам како малечок, со воз сме оделе за и луѓето повеќе патувале од Куманово за воз. Меѓутоа, услово да биде тоа исполнител, навистина треба да имате возови кои што се удобни, кои што се вака навистина модерни и треба да бидат побрзи, за да може населението да се врати. Има еден проблем тука што железничките пруги не поминуваат низ како да кажам, ни средината на општините или на населените места. Како класичното метро во големите метрополи. Некако како настранично да се, ако земете с Драчево Зелениково, доаѓа директно на железничката станица овде, меѓутоа не поминува низ аеродром ваму или не поминува низ ова, низ кисела вода, меѓутоа ние треба да си го смениме менталитетот. Дека не треба да станува автобусот или брзиот воз токму пред врата или пред работното место, пред канцеларијата ти застане, ние имаме навистина малку чуден менталитет. Видите, треба да се научиме немалку да одиме пешки,
треба да биде малку поодалечен превозот за да би можеле да го растретиме сообраќајот. Ако сите бараме да дојдеме со кола пред врата, пред канцеларија, во тој случај тоа не е добро. А ако земеме за трамвај, и јас уште во мојата програма 2017 година, кога се кандидатирав за градоначелник на Скопје, тогаш кажав како преводна варијанта и добра варијанта е електричните возови. И јас сум среќен кој што владата на Република Македонија сега ќе набави електрични возови. 120 мислам дека, нели? Електрични автобуси, извинете. Тие се 80 за Скопје. 80 за Скопје. И тие се добра варијанта, за разлика од трамвајот кој што има исцртано цела линија и кој се движи само по таа линија. Електричните автобуси може да ги менуваш ти кај сакаш. Во зависност од кај има густина, од која населба и како населба, секоја населба да биде. И добро е електричните автобуси да бидат како преводно решение, доека не се направат студиите за трамвај во Скопје. Кога ќе биде трамвајот во Скопје, мојата препорака, а силно ќе се заложам за тоа, да биде трамвајот инвестиран од владата на Република Македонија. Да биде собственост на градот Скопје. Зошто? Јас кога бев, ние направивме 2 до 3 јавни повици, меѓународни, за јавно-приватно партнерство. Не беа исплатливи. Заради тоа што ни бара да им, бидејќи тие сметаат дека имаат трошок околу 20 и неколку милиони евра и нас ни бара, а од картите има да земат околу 11-12 милиони евра и да им дава градот или државата месечно по 10 или годишно по 10 и во тој случај ние извинете годишно, ние во тој случај ние би требало да го бисме го купиле со добар кредит доволно. Исто како со изградбата на брзата. Проблемот е што со приватот вели онаму кај што ми се движи трамвајот, ја не сакам да има автобуси тука на истата линија да се движат. И во тој случај автобуските линии ќе треба да бидат да го полнат или практично од него да земаат патници и додат. И тоа добро мислам дека една добра студија тоа ќе го направи, меѓутоа за пофалба е на набавката на електрични автобуси и мислам дека многу ќе значи. Јас за прв пат ги видов на еден сајм во Берлин, кога бев на сајмот за шински возила и на изгледот ги видов електричниот. Еве за крај, бидејќи имате полно идеи, следат локалните избори, повторно вашето име се враќа како можен кандидат за градоначалник на Скопје покрај другите две имиња од вашата партија, министерот Перински и градоначалникот на Киселовода Ѓорѓиевски. Има ли Коце Трајановски амбиција да се врати прв човек или татко на градот? Видете, сепак граѓаните ќе си го кажат последниот збор, а овде кај што се чувствувам за исполнет, имам задачи кои што навистина ми исполнуваат во нивното завршување и мислам дека сепак партијата си има своја политика, граѓаните исто така ќе си го кажат својот збор. Меѓутоа градот Скопје сепак треба да добие градоначалник кој што градот Скопје сепак ќе почне да живее, ќе почне да се гради, ќе почне да биде уреден, чист град. Бидејќи дека бев градоначалник, ние добивме втора награда во Европа за мобилност. Малме прв, Лисабон и ние бевме втори. И бевме прогласени за трети град во Европа и Југоисточна Азија по примената на дигитална технологија во управување со градот и јавните предпријатија. Значи, веќе почнавме добро се приближуваме кон европските стандарди и јас се надевам дека тоа повторно се врати. Добро, ајде да оставиме тогаш на граѓаните, на вашето членство и на крајот на криштата на вашето раководство да видиме дали Коце Трајановски повторно би можел да биде кандидат за прв човек на градот. Ви благодарам за учеството во тема на денот. Благодариме.